можам да му укажам на председателот, меѓутоа, не може да се најде на дневен ред закон кој што е технички неисправен, формално правно дефектен. Бидејќи, ако го погледнете, слушам сега за амандмани членот 12, замислете во правото какви изуми. Со донесувањето на овој закон ќе престана да важат одредбите од друг закон, Законот за основање на Државна комисија за одлучување во втор степен, од областа на инспекцијски и прекршочна постапка, и тоа од 1.1.2021 година, денеска кој сме? 14. Слушајте да ви кажам нешто. Да не соберат го вратија законот нас, за да го му залепат европско знаме. Да не најдат време датумот да го сменат, бидејќи тој е поминат датум, неверојатно нешто е. И за таков текст јас да расправам овдека. И член 13, исто така, замислете, надлежностите преминуваат во составот и надлежност, да не зборувам за јазикот, во составот и надлежност на Државната комисија за одлучување од 1.1.2021 година, значи преминале на непостоечки орган, бидејќи нема ни закон, и членот 15 целосно спротивно на член 52 од Уставот, и овој, замислете, закон стапува, а ово е во 8-миот дел, во 8-миот ден, тоа е, ќе започне да се применува од 1.1.2021 година, значи стапил во сила уште пред да го изгласаме. И последното, како може да биде предлог на измена на закон, а се менува името на законот? Добро бре, луѓе, во кое право е тоа можно? Како е можно исто така да се додаде надлежност на сегашната, а насловот воопшто да не одговара? Кратењето треба да одговара на насловот Закон за основање на Државна комисија за одлучување во управна постапка, а се одлучува повторно одработен однос од втор степен, и тоа постои, и има проширена надлежност, инспекцијски надзор. Навистина нешто се случува во нашата администрација. Знам што се случува. Партизација целосна и политизација, и затоа добиваме вакви хартии. Значи, вие сте правник, познат. Овде седи уште еден правник со законодавно правна. Мора да направите нешто да ставиме крај на овие пародии од право. А се разбира, вие одлучувате, јас не велам. Значи му предочивме на министерот, разговаравме за тоа, датумот ќе биде, ќе промениме, ќе се договориме, може тоа да биде на крај комисиска расправа. Овој закон е во две читања. Во периодот меѓу двете читања имаме простор за материјална расправа, имаме простор за договарање, дури имаме простори за јавна расправа помеѓу тоа. Во редовна постапка е законот. Затоа ве молам да ја отвориме расправата, да го чуеме министерот, да ги чуеме неговите аргументи. Имате простор и за процедурално и за расправа. Процедурално ли бараш, колега? Повеле.